Голема посетеност пред градската библиотека во Струмица имаше денес од отварањето после поминати 4 месеци, вели директорката Тања Гошева. Од денес любителите на книга веќе ќе можат да влезат во просториите на библиотеката и да си ја земат омилената книга, но ќе мораат да ги почитуваат новите протоколи. Читателите кои што ги враќаат прочитаните книги ќе се одвојуваат настрана и 72 часа нема да бидат достапни за издавање. Значи, 12 март беше денот кога бевме известени дека треба да прекинеме со работа. А пред некој ден добивме информација дека треба да почнеме со работа. Значи, денеска на 6.7.2020 година продолжуваме со работа. Свативме дека овие месеци фалиме. Затоа што едно е и да кажеме дека библиотеките продолжуваат со работа и за возрастните и за децата. Децата очекуваат дека ќе доаѓаат во библиотека и нудиме еве дојде време да почнете да доаѓате во библиотека. Со корисници ќе работиме од 8 часот до 16 часот. Тој е терминот за кој ќе можат да дојдат и само да позаимат и да вратат книга. За жал не можеме, читалните нема да работат во моментот, се додека трае епидемијата. Се надевам, денеска имавме доста читатели и имаме една необичаено е тоа за нас што работиме во библиотеката, карантин. Значи секоја книга што вие ќе ја вратите, ќе мора 3 дена да биде во карантин. Ќе ги сместиме во простории кои ќе бидат осветлени, меѓутоа заради заштита на корисниците, книгата дури после 72 часа ќе биде ставена повторно на рафтот. Доколку до сега сите знае колку можат по 2-3 сата да се дружат со книгите на рафтовите и да разгледуваат, еве сега и таква една забрана, значи доаѓаат, ќе побарат наслов на книга и нашите библиотекари се тие што ќе донесат книгата и ќе ја позаимат. Сите оние кои овие 3 месеци не беа во можност да позаимуваат книга, значи ќе им биде овозможено уште 3 месеци да им биде чланарината. Значи, ако некој беше до денеска му течеше чланарината, ќе биде уште 3 месеци член, со тоа што нема да се запише во библиотеката, а ќе може да позаимува книги. Гошева вели дека библиотеката во Струмица ќе продолжи со работа со почитување на мерките и препораките за спречување на ширењето на коронавирусот, а за љубителите на пишаниот збор имаат набавено голем број нови книги. Протоколот без маска никако во библиотека. Значи ги молиме сите читатели, секој само со маска. Раздалеченоста меѓу еден и друг корисник да биде минимум 1,5 до 2. Тоа е дел од протоколот и ќе праќаме, ќе им овозможиме по 1 до 2 да влегуваат во библиотека, водело за деца, водело за возрастни. Кога ќе излезат они, ќе дадеме можност да влезат други 20. Се надевам дека љубовта кон книгата и сите оние кои овие 3 месеци вика ајде библиотеки, стоиме на располагање. Граѓани, ние навистина не сме виновни за ова што се случува, меѓутоа треба да внимаваме сите. Многу зависи од нашето движење и тоа што ние ќе се заштитиме себе си и ќе ве заштитиме вас. Книгата ќе биде таа што ќе ви се врачи, меѓутоа книга што ќе биде, како што кажа, во карантин после 72 часа. Библиотеките пред влезот задолжително, освен дезинфекционо средство, мораат да имаат обезбедено и лице за спроведување на контрола за мерките и самата институција да врши редовна дезинфекција на просторот.